Втората фаза од еден од најважните патни правци во Македонија, Скопје-Блаце, конечно ќе почне да се гради. Јавното претпријатие за државни патишта го објави тендерот за избор на изведувач кој треба да го заврши патниот правец кој не е главна врска со Приштина, а очекувањата се дека целата процедура ќе заврши до крајот на годинава. Иако минатата влада требаше да ја заврши целата траса за 3 години од 2020 година, кога официјално стартуваше изградбата, завршени се само 2 километри пред границата со Косово, но и тие не се целосни, односно завршувале во дупка и не се поврзани никаде. Овој пат е од исклучителна важност за економијата и мора да се изгради, потенцираше во интервју за Алфа директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Беше околу 180 милиони евра за 10 километри, значи по 18 милиони евра по километар, за да некој проценки кои што проектантските фирми ми ги доставија на мене како јавно предпријатие, значи беа 260 милиони. И сега ние го објавивме, се направи предквалификација, го објавивме повикот за доставување на понуди на тие што се предквалификувани, така да течат тие 45 до 60 дена и се надевам дека оваа година и за таму ќе избереме изведувач. Паралелно се работи на завршување на останатите патни правци во државава. Според премиерот Мицкоски, интензивно се работи на целата траса на автопатот Кичево-Охрид, од кој веќе се пуштени во употреба првите 20 километри. Во изминатите 8 месеци на терен биле ангажирани над 1100 работници. Најавите од владата се дека потегот од Климештани до Охрид ќе биде пуштен кон крајот на летото. Интензивно се работи на пристапните патишта за селата кои се долж трасата, како и на решенија за објектите кои се наоѓаат на патот. Главната траса, мислам дека ќе завршиме доста брзо и единствено имаме проблем со подпатници кои што се треба да се бетонираат и оронат, и тоа ги прави кинеската компанија која што за жал многу споро им оди. Исто така интензивно работиме на пристапните патишта, бидејќи од Климештани до Охрид, значи имате едни живи села. Паралелно правиме паралелни патишта за да може тие да ги донесеме на првите клучки и на тие клучки да може да се вклучуваат на патот. Според Трајановски, на крајот на месецов ќе се објави и тендерот за изградба на Кичево-Букојчани и пред крајот на годинава се очекува да биде избран изведувач и таму, со што ќе може да се работи на изградба од Тетово до Кичево. Инаку изминатиот период во употреба беа пуштени дел од експресниот пат Градско-Фариш, експресниот пат Страцин-Крива Паланка, а се реконструираше патот Охрид-Свети Наум и беше пуштен во употреба Панов мост Богданци.